Борис Тунџев е именуван функционер на режимот, директор на државниот катастар, а додека е директор, тој добива лиценца за долготраен вносен бизнис, производство на струја, лиценца на цели 35 години. Од тука, прашање кое што се уште е неодговорено по вчерашното објавување на овој преседан е со што Тунџев го задолжил режимот за неговата семена фирма да добие долгорочна лиценца. Борис Тунџев во својот лист до Државната комисија за спречување на корупцијата впишал компанија фирма за струја на неговата сопруга. Нема причини, нема основ за стекнување, но затоа фирмата е основана во 2019 година, а веќе следната година, лани, добива лиценци од Марко Бислимовски за цели 34 години. Интересен е фактот кој што е наведен во одлуката за давање на лиценцата, подпишана од Марко Бислимовски. Имено, во него стојат податоци дека компанијата, според документите на сопругата на Тунџев, направила договор за долготраен закуп во јуни 2019 година, внимавајте, само договор за долготраен закуп на градежно земјиште. Додека пак во септември 2019 година, 3 месеци подоцна, се прави анекс договор, со кој што правото на долготраен закуп е утврдено на 35 години сметано од денот на склучувањето на договорот, односно од 24 јуни, кога бил првиот договор, и ќе трае до 2054 година. Една година потоа, август 2020-та, Марко Бислимовски му издава лиценца од регулаторната комисија, лиценца за производство на електрична енергија, со време траење од цели 34 години. Интересно е тоа што важењето на лиценцата се поклопува со датумот на истекот на долгорочниот закуп на земјиштето. Значи, фирмата е основана на 18 јуни 2019 година. По само 6 дена, на 24 јуни 2019, го склучува првиот договор за закуп, за после 3 месеци да направим временска рамка од 35 години закуп, да инвестира и веќе следната година да добие лиценца од цели 34 години, токму до датата кога истекува наемот. Па, почитувани, легитимно е прашањето. Дали во периодот од јуни до септември 2019 година еден директор на режимот му ветил на друг директор на режимот дека ќе му даде лиценца за можеби 34 години за тој безгрижно да направи договор за долгорочен заем, односно наем на земјиште, градежно земјиште од 35 години. Легитимно е прашањето. Дали еден директор на режимот, колку и да е, можеби и би влегол во таква инвестиција, ако не е осигуран од друг надлежен директор на режимот, дека ќе добие долгорочна лиценца. Економијата тоне во рецесија, државата тоне во долгови, народот тоне во сиромаштија, ама затоа директори и функционери на СДСМ добиваат лиценци колку еден работен век. Одан Ѓушев, кога беше министер, преку фирмата на братот доби земјиште за хидроцентрала, зајави добија концесии за искористување на рудни богатства, сега Тунџев со компанија од неполна година добива цели 35 години дозвола за производство на струја. Па, почитувани, ова е начинот како режимот 4 години го краде животот во Македонија. Ова е само уште еден пример од 4 години украден живот. Доста е. Ви благодарам на вниманието.